Знаете, јас сакам да споделам со јавноста еве во очи на доаѓањето на комесарот Хан на Високата претседничка Могерини, само тоа што е факт. Факт е дека сработив. Сработивме и навистина Македонија заслужува кристално чиста препорака. Важен ми е вордингот или зборовите во таа препорака, заради тоа што тоа е за нас или охрабрување или обесхрабрување, но ај за нас, важно е за граѓаните. Важно е за сите вклучени во реформските процеси. После оваа препорака Македонија продолжува со реформите. И навистина ако биде потврдено тоа што е сработено, значи само за тоа очекуваме да биде номинирано. Ако биде потврдено со добар вординг или добри зборови и добиеме кристално чиста препорака, верувам дека заслужено ќе добиеме и ќе биде тоа дополнителна мотивација да продолжиме понатаму со реформите. Господин Назар, ќе откриете ли веќе нешто околу нееволуваната реконструкција? Дел од информациите кои што се објавуваат, стасуваат до јавноста се дека можеби министерката Десковска ќе влезе во правда, заменикот во образование министер. Може ли веќе нешто конкретно? Значи не сме дошли до таму. Јас реков до крајот на месецот ќе разговарам. Треба да знаете дека прво редот е да видиме за колку ќе порасне и ако порасне тоа парламентарно мнозинство. Согласно тоа, како следна фаза би било некои комбинаторики околу луѓе, кадровски решенија, персонални решенија врзани. Така да навистина се уште рано за такви работи. Партијата на сила кажа дека нема да биде дел од парламентарното мнозинство, со кого разговарате? Значи разговарам со другите партии од опозицијата генерално во Македонија, со сите други. Кога ќе биде лидерската во однос на пораките кои што треба да ги пренесете за името? Дали опозицијата и претседателот ќе запознаете со тоа? Да, значи веројатно нема да има лидерска, заради тоа што немаше некој посебен исчекор во Охрид. Верувам дека ќе има веројатно средба, односно меѓусебно информирање од страна на министерот за надворешни работи или од моја страна и на претседателот на државата и на шефот на опозицијата, заради тоа што тие заклучуваат дека навистина нема нешто толку значајно, кое што би било основ за лидерска средба. Ние тоа го почитуваме. За нас е важно да бидат сите информирани и секако да споделиме дури идеите за следните стратешки чекори. Редот е не само да се информираме, туку и заедно да консултираме стратегиите и чекорите кои што ќе ги преземеме, за да конечно очекуваме национално единство и консензус поприличен во државата по вака важни прашања. Грчките медиуми ги пренесуваат ставовите на грчката опозиција и власт во последните ваши изјави околу името. Како да се коментирате тоа што сега сте на првите страници на грчките медиуми? Значи еден дел е прво дека водиме веројатно транспарентен процес, вториот дел е дека и граѓаните треба да знаат дека водиме грижа еден за друг. Точно е, постојат разлики од самиот почеток, постоеле 27 години, но исто така е точно дека имаме исчекор во преговорачкиот процес. Секако до крај не се решени работите, но прво е добро што граѓаните на двете земји се поприлично упатени. Второ е добро што навистина никогаш не постоеле подобри услови за преговарачкиот процес, ниту пак поголема известност за наоѓање на решение на овој горлив проблем. Јас само испраќам порака дека треба да продолжиме навистина посветено со взаемна грижа за позициите на другата страна од преговорите, буквално ние да водиме грижа за грчката страна, тие за нашата страна, за да можеме до крај да се обидеме да направиме се со целата памет што имаме, со целата креативност, да двете страни бидат задоволни од конечното решение или подеднакво незадоволни. Што доколку не се постигне од Прво јас навистина многу малку или воопшто не размислувам што доколку не се постигне. Ако не се постигне, веројатно ќе продолжиме со разговори. Реформите ќе продолжат во државата, економијата ќе продолжи. Ова е важна трака по која што се води Македонија, но неколку други траки исто така паралелно се отворени. Јас знам дека ние и да не најдеме решение на проблемот со Грција, мораме да градиме пријателство. Јас ќе продолжам да градам пријателство, ќе подавам рака и ќе се обидувам за 2 месеци, за 5 месеци, за година дена да се изнеде решение. Но ова би било според мене еден промил, 1% од потребата. Искрено посакувам да се најде решение, заради тоа што имаме многу што да работиме во иднина. Имаме многу малку договори помеѓу двете земји, а сме соседски земји. Имаме многу што да подобриме во интерес на граѓаните на двете страни, така да предстојат многу други задачи покрај овој проблем кој што постои помеѓу двете земји. Председателот Иванов уште го нема за законот за езиците, иако претокот Бујар Османи рече дека има 2 дена
значи рок да го подпише. Што ќе преземате тоа? Не може оваа работа со рокови, мислам, не се работи. Да рече така Веројатно, не знам. Ништо посебно нема да се случи или било што јас можам да искористам прилика само да апелирам уште еднаш председателот на државата да го потпише овој закон. Законот е 3 пати гласен во собранието и буквално со тоа се дерогира и комплетно уништува функцијата на парламентот. А ние сме парламентарна демократија. И при тоа овој закон, ако се пушти во сила, сите ќе видат дека навистина нема никаква болка во него, туку напротив, ќе растрените од едно бреме кое што се уште постои во државата од својата самостојност до денеска, на меѓуетнички план. Вака растеретени ќе можеме навистина сите да се посветиме на креативни работи, на важни работи кои што се важни подеднакво за сите граѓани на Македонија. Паралелно работат и размислуваат правни советници и од натре од партиите и од институциите, но и надвор од институциите. Ако најдат некое решение правно формално, веднаш ќе го соопштиме во јавноста, но редот е прво да очекуваме председателот на државата да го потпише указот.